Здраво на сите, јас сум Ана Плетоварец и денеска ќе ви покажам како да направите вашето вселенско летало. Значи, вашето вселенско летало треба да биде составено од минимум 5 делови. А тие 5 делови се кабина, изворна енергија, научни инструменти, комуникацијски уред и пронаоѓач за ориентација. Минимум 5 делови треба да има вашето вселенско летало, за да може непречено да се одвива мисијата во Вселената. Најпрво за кабината, јас би искористила кутивче од лекови и би го обложила со самолеплива хартија. Вие може да ја изберете бојата, доколку сакате можете и сами да изработите вакво некое кутивче од стари материјали, односно употребени, како што се, не знам, картон од блок или пак некој потврд весник, списание и така натаму, и да го украсите, декорирате обоите по ваша желба. За да го направам вториот дел, односно изворот на енергија, ќе користам чепкалка за заби и самолеплива хартија, која што е во сребрена боја. Дојде време и за третиот дел, а тоа е научниот инструмент со кој ќе ги мериме промените во Вселената. За таа цел јас избрав една цевка, со која што пред некој ден си пиев сокче, потоа добро ја измев и сега можам да ја реупотребам за моето вселенско летало, така што ќе направам некоја форма за да може да ги детектира сите промени. Четвртиот дел е комуникацијски уред. За комуникацијскиот уред би им требало нешто во форма на чинија, нешто елипсовидно или пак кружно. За таа цел јас ќе искористам една пластична чашка која исто така беше употребена и потоа добро измиена. Би ја исекла сега оваа чашка, така што ќе добиеме еден комуникацијски уред за нашето летало. За петтиот дел, односно пронаоѓачот за ориентација, за да можеме да знаеме во секој момент каде е нашето вселенско летало, јас ќе употребам оваа стара режалка, која што веќе не е функционална, с тоа што малку ќе ја украсам со самолеплива хартија и додатно ќе направам втори дел за да биде усовршено. Сега веќе кога ги имаме сите потребни, односно 5 делови за нашето вселенско летало, а тоа се кабина, изворна енергија, научни инструменти, комуникацијски уред и пронаоѓач за ориентација, можеме да го склопиме нашето вселенско летало. За да го составите леталото може да користите книжно лепило, течно лепило или пак некои од остатоците од самолепливата хартија. Дечки, нашето вселенско летало е готово, составено со сите делови што требаше да ги има. И сега е време да го лансираме во Вселената.